Замислете, сега се водат многу постапки против други лица кои што биле министри, не знам, функционери во Република Македонија. Замислете ако сега сите бараат азил во Унгарија. Дали Унгарија треба да се претвори во држава која што е земја која што ќе ги прибира сите криминалци од така наречени високи структури на власта. Без разлика дали се тоа опозициони или се власт актуелна во било која од државите. И ова треба да биде сериозен предизвик, сериозно размислување и за јавното обвинителство кој ги води случаите и за судот, дека мораме да внимаваме и да се размислува околу одлуките на сите други. Ние ги имаме Кире Божиновски, ние го имаме Милијана Киевски, ние имаме Гордана Јанкуловска, ние имаме еден куп на други лица за кои што се водат постапки, а кои исто така немаат одредено мерки притвор и за кои што никој друг нема надлежност освен судот за тоа што ќе се превземе за да тие бидат. Министре, во јавноста денес сите сте сведоци дека господинот Миле Јанакиевски, барем јас верувам дека беше присутен во судската зграда, ова новата или старата, повеќе од поголемиот дел на судиите кои што работат во судот, присуствувајќи на расправите во судот, што не може да се смета како основ за бегство или негово подготвување за бегство. Да се оди со некакво известување од УБК за наводно негово подготвување без факти, без действија, без аргументи, сметам дека е апсурд и сето ова е освета, а на крајот на краиштата сето ова беше најавено синоќа во изјавата на господинот Оливер Спасовски, што укажува на сепак спрега меѓу власта и судството. Еве прилика да си простиме, да кажеме доста е, да покажеме дека учиме од грешките и дека сме пред се луѓе, браќа и сестри, роднини и пријатели во нашата мала заедничка Македонија. Ајде да почнеме од тој 27 април 2017 година. Прва мета или цел бев јас, а после мене и сите пратеници. Пратениците од мнозинството, но и пратениците од опозицијата. Сите беа на некој начин можна мета и цел на изманипулирани поединци кои насилно тргнаа кон пратениците. Признајте, колеги од опозицијата, дека и вие бевте уплашени и затекнати. Сега е навистина одлична прилика, застанувајќи заедно за Македонија и за еднината на Македонија, за нашите деца и сите деца што доаѓаат после нас, да си простиме и да се помириме. Во предметот обвинети се 33 лица, од кои 5 пратеници. Денеска судот им укина мерката домашен притвор на двајца од нив, Сашо Василевски и Љубен Арнаудов, кој по денешното рочиште немаше коментар за повикот на премиерот за помирување. Тие се политички одлуки кои во парламентот се расправат, ние сме во судница, обвинети сме по едно дело, сконцентрисани сме да докажеме дека не е баш така како што изгледат, да се докажеме нашата невиност. За сега немам размислувано за тие работи. Дали ви гласале за уставни измени во замена за амнестија и слобода? За сега немаме ништо размислувано, ама секако ќе работиме исклучиво во интерес на Македонија и македонскиот народ. Во домашен притвор останува уште пратеникот Крсто Муковски, кој исто така има поднесено барање за укинување на оваа мерка.